Жанета Богатиновска Илиева, дама која што ќе стимулира, дама која што ќе ве инспирира и со радост ќе ја прифатиме повторно и оваа епизода на оброкот на денот. Јас се надам дека всушност таа што ги прави овие телевизиски своји преседани што не и се можеби секојдневие, вели поради тебе, поради екипата, еве доаѓам повторно да се дружиме, ама јас ќе ја прашам дали утрово повторно стана во 5 часот за трчање. Добар ден и фала ти премногу на најавава. Да, станав и трчам повторно. Во 5 часот се враќам поради повредата што имав. И многу ми е драго што гледам дека се овој пат лесно за здравје сето тоа како што беше предобро, ситуација една мала. Да, тоа си се надмина, значи со добра храна, добра поддршка, сето тоа многу лесно го поминав и еве повторно се враќам на утринските тренинзи во 5 часот наутро. И не се враќаш во утринската. И се враќам во утринската, да. Нема сега ќе не бидеш редовна, дефинитивно со задоволство, со задоволство. Да, и морам да ја поздравам и твојата мајка која што не ја познам, тоа ќе не биде на следна пригода. Твојот син кој што рече дека е спортски активен со пливањето. Да, тој е професионален пливач, да, и него ќе го запознаеме дефинитивно, така што ќе го запознаеме полека се местото на жената. Ми ќе биде искрено драго. Ќе ми биде мило. Последниот период инспиративни приказни до наша адреса пристигна, па некако и ги споделивме за луѓе кои што во трето доба понекогаш се забораваат целосно, зборам и од најблиските и самите себе и веројатно ја губат траекторијата. Многу интересно дека како податок минатата епизода прв пат кога те запознав, всушност и кај тебе се случувале такви животни осцилации, нели екзистенцијални кризи секој од нас ги доживува како етапа. Меѓутоа решаваш пред како отприлика 10 години и покрај тоа што си психолог по вокација и така натаму е богато портфолио, започнаш пред 10 години да се бавиш со полумаратонот. Точно така. И она што е најважно, кога твојата животска инспирација, животна енергија не ја скротуваш, туку напротив ја делиш помеѓу. Сега веќе можам да кажам дека имаш голема фан база на луѓе кои што ја почитуваш и си тука за нив за да можеби направиш нови кај нив животни преседани. Па да ти кажам, Марко, тоа ми е и цела идеја на сето ова што го правам, значи најпрво си помогнав на себе, си направив некоја промена кај себе, со која што јас навистина направив навистина голема промена. Меѓутоа видов дека можам, дека постои начин да го направам и да инспирирам и други луѓе да го започнат тоа и тоа го правам сега со огромно задоволство. Значи ги користам еве и социјалните мрежи, значи Инстаграм, Фејсбук, за да сето тоа да допрам до што поголем број на луѓе. И веш што го правиш тоа. Да, и да ти кажам, многу ме радува тоа што преку овие медиуми јас допирам до наши луѓе кои што живеат било каде во светот и затоа што користам платформа која што секаде онлайн, значи секаде достапна и сме една таква екипа добра, значи баш онлайн функционираме од Австралија, од Америка, од Германија, имаме баш во заедницата многу членови кои што правиме на себе промени и потоа ги шириме и околу нас. Дефинитивно и мислам дека што велиш промената од нас доаѓа која што сакаме да ја видиме, да ја пресликаме потоа во други аспекти во животот, апсолутно мислам дека е тоа твојата приказна како една потврда за истото. Чинам дека и самата промена некако ти носи нови луѓе во хоризонтот и во твојот живот, претпоставам дека и тоа се случи и кај тебе. Па тоа се некој веројатно имаше во една ситуација почитуваната Опра Винфри вели: морав да се разведам, баш кажува, со некои семејни членови, пријатели во животот, за да донесам ново поглавје, за да дадам простор. Верувам дека тоа е можеби од корист и секој да го направи како една рекалибрација на некој начин. Баш така, тоа се случи и кај мене, значи баш ова што го кажа. Се случува да ми влегуваат нови луѓе, нови пријателства. Сето тоа толку многу мене ми исполнува, мислам, баш онака, дава енергија за уште повеќе да инспирираш, за уште повеќе да мотивираш и тоа е нешто непроценливо. Кога ме прашуваа пред известен период, Жанета, што беше твојот вистински аха момент во животот, споделив една моја животна приказна пред известен период. Ако те прашам тебе што ти беше конкретниот аха момент кога го направи всушност овој нов почеток? Па знаеш, никако едно поглавје се случува нешто, нели? Значи, тоа е тоа и никогаш кога ќе дојде вака ескалира во нештото. Да, ескалира и да, време е сега за промена, значи најпрво со трчањето тоа го направив, потоа го направив следен чекор со исхраната.
Имаше аха момент кој што не беше баш многу добар, кој што ме поттикна сето ова да го почнам. Ама и страданието е дел од тоа, нели? За да се најдеме во некоја подобра верзија. Да се најдеме во некоја подобра верзија и мене ова патување 10 години ми трае и тоа е се подобро и подобро. Сакаш да ми кажеш дека во овие 10 години подобри животни перформанси имаш од претходно? Јас дефинитивно, дефинитивно имам подобри, особено во последните 3 години кога направив промена на исхраната, мислам дека никогаш подобро во живот не сум се чувствувала, значи и здравствено и физички, така да навистина. Ако те прашам, дама која што на некој начин во минатата епизода кажа дека го имам своето ново поглави, полугодие во животот. Често пати се случува нели кај дамите кои што сме имале во изминативе 10 години да говорат за менопаузата, хормоните, дисбалансот во нештото и така натаму, дека тоа е нели крахирање на организмот и така натаму. Ако те прашам од твоето искуство и искушението кое што си го имала, на каков начин имаше прилика да храбро го се справиш со да го препредиш можеби? Да ти кажам, мене во целиот овој период, да, и во тој период на менопауза и на сите промени кои што следуваат со неа, навистина јас пак ќе повторам, значи јас го надминав сето тоа и со исхрана, и со работа на себе, и со дел од една неверојатна заедница која што ме подигна и ме поттикна да го поминам многу полесно сето ова и секако пешачење, спорт, трчање, така да и тоа е еден. Меѓутоа сепак акцентот ќе го ставам на заедницата и контактот со мене. Прво сама со себе и потоа она што го пренесувам на другите. И мислам дека она што можам да го изведам од убавините кои што ги поседуваш е дефинитивно социализирањето што го имаш со луѓето и посетувањето на како пред некој период кога бевте една група на луѓе повторно на некакви средби кај што споделувате животни инспирации, апропо да речеме нели компании кои што баш влегуваат во твојот живот, па некако нели се поврзуваш со некоја иста можеби парола или гесло на кое што се подпирате. Па баш така, живеј го својот најдобар живот, така да тоа е нашето мото, тоа е моето мото и тоа се трудам за себе, а се трудам да инспирирам што повеќе луѓе да го направат истото. Да. Ако треба да дадеме само една кратка реченица која што ќе стимулира утринава, со што би започнале? Па биди во контакт со себе, направи го она што тебе ти лежи, она што ти го сакаш и прави нешто кое што ќе може да трае на долги стази. Прекрасно. Значи одбери нешто да го правиш и да уживаш во него. Дали во истото ќе бидеме и некако утринска јас и целата екипа? Да. Баш ми е драго. Ќе готвиме денеска нешто повторно вкусно и здраво. Она што морам да забележам дека на твоите социјални платформи, особено Инстаграм мрежата, користете ја мудро и паметно технологијата и вештачката интелигенција. Морам да признам дека освен тоа што охрабруваш многу од твојата заедница, добри ти се деликатесите, мора да признам сега. Ти благодарам. Така што ќе правиме? Ти благодарам. Денеска ќе правиме Рафаело, меѓутоа нема да бидат кугли топчиња. Познатите Рафаело, така се. Да, познатите Рафаело ќе ги направиме. Јас ги сакам да давам имиња на моите рецепти. Рафаело во чаша ќе се вика ова. Рафаело во чаша. Денеска оброкот на денот. А пред да почнеме со рецептот, сакам да направам за мене и за тебе еден пијалок освежителен со кој што јас го почнувам денот. Значи тоа е комбинација алоe со вкус на манго. Алоето стана во секојдневна примена кај многу луѓе. Дури го купуваат нели како продукт, па го сечат желатиното на убавото од Па да, тоа е се секоја чест. Содржано во Ова е за детокс, за енергија, а и уште нешто, уште една тајна морам да оддадам, затоа што тупи масти и целулит. Значи, од сабајле убаво ми почнува денот, али најмногу за енергија. Со задоволство. Значи, алоето со алоe ќе се наздравиме ние утринава. Ќе се наздравиме. Ти благодарам од се срце. Го пиеме. И сега почнуваме. Така? Како зелен чај. Да, комбинација. Прекрасно. Прекрасно. Еве. Додаваме грчки јогурт, претпоставувам, така? Ете така. Да, ќе ставиме уште едно. Одличен извор на пробиотик. Повторно ќе кажеме, значи дали тоа ќе биде грчкиот јогурт, јогуртот обичен и така натаму, одличен пробиотик за многумина. Еве вака, ќе го додадеме, нели? Оно што му дава особено причина за уживање на Рафаелото се нели кокосот. Ќе видиме сега дали има потреба да ставиме, мислам дека ќе има. Прво ќе додадеме исто, секогаш сакам да ги збогатам моите рецепти со нутритивен шејк, кој што му дава уште поголема вредност затоа што на самиот рецепт, а ова е инаку појадокот со кој што го почнувам јас денот, моето семејство, да. Значи содржи се она што му е потребно на организмот. Да. Од што ова од ванила. Од ванила. Минатиот пат имавме со банана и тоа беше, верувате ми, 3 дена го јадевме бидејќи
оброкот кој што ни го подготвеше прилично содржински, нутритивно богат, нутритивно богат. Така да имам инаку различни 9 вкусови. Така да ајде следен пат ќе донес бирај ти вкус. Обавезно. Да, Настрана да речеме вие некои брзи рецепти кои што ги имаш, си готвиш бидејќи класичен ручек. Да? Класичен ручек, да, појадокот и вечерата ми се нутритивен шејк. На што се базира храната во семејството на женета? Растителен свет повеќе? Се базира, значи вака, тоа е балансиран исхрана, значи имаме и месо, и риба, и јајца, така да протеините се вклучени, овош е зеленчук. Прекрасен напитокот. Значи гледајте, многу е битно, знаеш што, мене во моите рецепти гледам да се едноставни, да се практични, и лесни, и светли. Лесно да се прават, светли. Да, еве баш ќе видиш, може да додадеме малку засладувач. Да, треба лажица или се снајдете. Еве имам, да. Може и не мора, меѓутоа ајде. Еве некој ако сака поблагичко да му е. Сосема ќе биде супер. Да, ќе биде сосема супер. Мед да се додаде. Само го мешаме ова и гледаш, за секунда имаме готов. Да. И уште нешто што ќе треба да додадеме одгоре се лешниците. Ги ставаме така без немелени, така? Немелени. За да можеме да имаме квалитетно. Да мијам, да правам, да. Значи најлесно. Да биде најлесно. Ни обезбедуваш и нам време, мала шега. И за вас. Рековме Рафаело во чаша. Рафаело во чаша, значи доколку сакаат може да стават да биде погусто, поретко, може да се направат топчиња мали, значи колачиња од истава смеса. Баш како бомбици или од истата смеса. Да, може и тоа да се искористи. Значи ние ќе имаме навистина денеска многу колачиња овде. Прекрасно. Да. Гравче, мислам дека денеска ќе бидеш задоволен од изборот на оброкот на денот. Благо уживање за сите со нашата Жанета. Како ќе ја поминеш сега следниот период, се подготвуваш, бидејќи некако ги изборевме сега спортските моменти, дали со специјалната олимпијада? Вашите гости, да. Да, дали полумаратони веќе се на победок на календарот годинава? Па јас многу би сакала повторно да се вратам. Значи јас се вратив на тренинзите. Ма со оглед на повредата се уште не ми е ставено во план. Меѓутоа Скопски сигурно ќе го трчам, имам време до тогаш да се подготвам. Да, има некои пократки трки сега на кои што сум пријавена. А вицена женска трка така? Женската трка ја трчам уште од првата, заедно со кефка ми која беше мала, значи има слики. Истина? Да, сега колку години има? Таа сега има 21 година. Да. Првите слики каде што ја имаме баш на мало девојче, каде што ја трчавме заедно. Сега таа не е тука во Македонија, меѓутоа јас одам сега со мојата мајка. Прекрасно. Да, и со пријателка моја која што исто така 73 години, така дефинитивно ќе биде едно неверојатно искуство. А го трчаше Берлин? Не. Не? Не. Не, јас Барселона имам трчано неколку пати, да. И како искуството сериозно? Неверојатно. Оваа година малку ја пропуштив заради сето тоа што ништо поминав, меѓутоа дефинитивно тоа ми е полумаратон број 1, кој што секоја година сакам да го трчам. За сите оние кои што во моментот не гледаат, знам дека те знаат и приватно и преку социјалните медиуми, точно од прилика знаат што очекуваат од тебе и од денот, дека си човек кој што веројатно им е и секојдневна инспирација, ама понекогаш го наоѓаат лекот во тоа да се слушнат со жените и да влезат во таа фантастична заедница. Да препорачаме сите оние кои што не гледаат, особено да речеме за дамите и оние господа што се од третото доба, бидејќи имавме така инспиративни приказни кои што луѓе баш допирајќи ги понекогаш за жал моментите на тие кризи се соочуваат, да речеме, и потоа е трансформацијата. Во моментот да ти се обратат. Тоа јас би сакала. Значи баш би ги повикала слободно, да јас сум толку, мислам, транспарентно одговарам баш на сите и многу ми е мило кога ми се обраќаат луѓе за најпрво за разговор, за некој искуство во однос на исхраната да споделам со нив, а инаку и оние кои што се со моја интернационална заедница, ние на Zoom, значи ние сме секаде заедно. Доколку ние правиме некоја физичка активност, сите што се околу, значи во било која држава се со нас вклучени, така да ги повикувам сите што сакаат да ми се обратат, значи за било каква промена што сакаат во животот, знам дека можам да ги насочам. Не сумневам. Да. Само дали да прашам со полумаратонот вклучувајќи го во животрчањето, придонесе и кај други да се бават со. Да, имам инспирирано, значи тоа ми е многу
Многу ме радува што инспирирам, значи луѓе и пријателки и непознати и познати, значи од моја возраст. Значи знаете како, лесно е можеби некое дете да почне, меѓутоа на 40, на 50, на 60, на 70 години некој да направи промена и да почне да пешачи, да трча, мислам тоа е нешто навистина за поздравување. Прекрасно, те бакнам, ти благодарам уште еднаш за ова прекрасно искуство. Мислам дека за крај имаме совршен оброк на денот. Рафаелово чаша со нашата Жанета и се гледаме за скоро со некој нов повторно вкус од кујната твоја. Да. А во моментот ќе кажеме на здравје поедок и еве сега со стојките ќе си ги запишете и веќе во нашата архива, ако сте ја пропуштиле, можева оваа епизода премиерно ќе имате прилика да си ја проследите и на нашиот YouTube канал. Ти благодарам што беше. Благодарам за поканата. По секој време.